Предмет биологија, 8 оделение. Наставна содржина, скелетен систем, од тема 2, движење ке луѓето. Цели на денешниот час се ученикот да препознава и именува различни коски од скелетот, да ги набројува функциите на скелетот, да ја опишува поделбата на скелетот. Поими кои денески се обработуваат се скелет, череп, рбет, карлица, ребро, пршлен и други. Сите коски во човечкото тело поврзани помеѓу себе го градат скелетниот систем или скелетот. Како што можеме да видиме на сликата, отприлика 208 коски поврзани помеѓу себе со лигаменти го градат скелетниот систем. Скелетниот систем е изграден од коски и рскавици. Скелетниот систем заедно со мускулниот систем овозможуваат движење на телото. Коските имаат повеќе функции. Коските му даваат цврстина и потпора на телото. Понатаму, тие ги заштитуваат меките делови на телото, овозможуваат движење заедно со мускулите, служат како резерви на соли на калциум и во нив се создаваат крвните клетки. За полесно изучување, скелетот го делиме на 4 групи. Првата група се коски на глава или тоа е черепот, кој што се состои од черепна кутија и лицев дел. Понатаму коски на трупот, кој што се дели на граден кош и на рбетен столб. И остануваат уште коски на горните екстремитети и коски на долните екстремитети. Коските на горни екстремитети ги сочинуваат коските на раката, кои што се прикачени за раменскиот појас, додека коските на долни екстремитети ги сочинуваат коските на нозете, кои што се прикачени за карличниот појас. И сега ќе одиме дел по дел да ги изучиме поединечно коските. Почнуваме со првата група, тоа е черепот или коските на главата, кои што рековме дека се делат на черепна кутија и коски на лицето. Одиме со черепната кутија, која што е составена од 8 коски, кои што поврзани помеѓу себе формираат една празнина во која што е сместен черепниот мозок. Прва коска на черепната кутија е челната во пределот на челото, тоа е една коска. Потоа во пределот на темето се надврзуваат две темени коски. Под темените се наоѓаат две слепоочни коски во пределот на ушите и имаме една во задниот дел на черепот, тоа е тилната коска. Значи вкупно 6 коски, кои што вака на изглед однадвор можеме да ги забележиме и именуваме. И уште две коски, кои што се во склоп на черепната кутија, а тоа е ситестата коска во пределот на носот и клиновидната коска за која што треба да го свртиме черепот од напрешност и да забележиме една коска во форма на пеперутка. Исто така, кога сме овде, можеме да објасниме дека черепот има отвор, а во овој отвор се уши да се поврзе черепниот мозок со рбетниот мозок. И сега да повториме. Черепната кутија беше составена од една челна коска, две темени коски, под нив одеа две слепоочни коски, една тилна коска и една ситеста и клината коска. Додека на лицевиот дел исто така можеме да забележиме коски кои што верувам сите ги познаваме, а тоа се горна вилица, тоа се две коски, долна вилица, која што е единствено подвижно поврзана и е подвижна коска од черепот. Потоа имаме две носни коски, а помеѓу нив во средината забележуваме една преграда, наречена рало. И истакната коска во пределот на образот, тоа е јаболчната коска. Тоа се коските кои што спаѓаат во пределот на лицето или коски на лицев дел. Сега одиме со коските на трупот, кои што рековме се делат на коски на граден кош и коски на рбетен столб. Одиме прво со градниот кош. Градниот кош е составен од градна коска и 12 пара на ребра, кои што се прикачуваат на предниот дел за градната коска, а во задниот дел за рбетниот столб или за пршлените. Ребрата се прикачуваат за градната коска со помош на кавично ткиво.
Вратниот кош служи да ги заштитува, како што рековме претходно, меките делови, а овде, да се потсетиме, се сместени белите дробови, а помеѓу нив се наоѓа срцето. Доколку сакаме да ги анализираме ребрата, можеме да кажеме дека првите 7 директно се прикачуваат за градната коска, како што го очуваме, и тие се вистински. Наредните 3 имаат еден заеднички приклучок и се важни, и последните 2, како што го очуваме, се слободни, не се прикачени за градната коска и се наречени слободни или пливачки. Одиме понатаму со рбетниот столб или рбетот, кој што е составен од 26 или 34 пршлени. Значи, коските кои што го градат рбетниот столб се наречени пршлени, тие се разликуваат помеѓу себе по градба, не се сите еднакви, и оно што можеме да забележиме дека во пршленот во средината има отвор и тие поврзувајќи се еден познат друг го формираат рбетниот канал, во кој што е сместен и заштитен рбетниот мозок. Исто така можеме рбетот да ги именуваме пршлените на рбетот, и тоа првите 7 се вратни, понатаму следуваат 12 градни пршлени, 5 слабински и потоа 5 крсни, кои што понатаму стануваат во една коска, и 4-5 опашни, кои што со текот на возраста исто така смеснуваат помеѓу себе и стануваат една коска. Затоа бројката 26 значи со самото раѓање овие коски, крсните и опашните, се поединечни, а со текот на возраста тие понатаму смеснуваат и се заменуваат со една коска. Тоа можеме да го видиме на следниот слайд, каде забележуваме дека пршлените се различни по форма и колена. Ева крсната коска, каде што се гледаат остатоците како претходно биле поврзани коските помеѓу себе, а сега градат една коска, и исто така и опашната коска составена од 4 до 5 вратнати пршлени. Одиме со коските на горни екстремитети, составени од коски на рацете, кои што се прикачуваат за раменскиот појас. Раменскиот појас е составен од 2 коски, една приклучена коска и лопатка, а на раменскиот појас се прикачуваат коските на рацете. Коските на рацете се делат на 3 дела, и тоа надлактица или рамена коска и подлактица, која што е составена од 2 коски, палечна, она што е ствртена према палецот, и лакотна од другата страна. Додека дланката е составена од 3 групи на коски. 8 копчиња ги градат карпалните коски, потоа имаме 5 метакарпални и коските на прстите се составени од 14 овчиња. Одиме со коските на долни екстремитети, тоа се коските на нозете кои што се прикачени за карлицата или карличниот појас. На сликата ја гледаме карлицата која што е составена од 6 коски, и тоа 2 слабински, 2 срамни и 2 седечки коски. Видно што во карлицата навлегува крсната коска и опашната, кои што се притврстуваат за слабинските коски на карлицата. Што значи, во скопот на карличниот појас влегува и крсната коска од рбетниот столб. Коските на нозете се прикачуваат за карлицата, и тие можеме да ги поделиме исто како и коските на рацете на 3 групи, и тоа најголемата и најдолга коска во човечкото тело, тоа е надколеница или бутна коска, потоа следи и коленова капсула и чашка, а потоа одиме со подколеница составена од 2 коски, и тоа голема писка и мала писка, и на крајот стопалото. Значи, уште еднаш, надколеница, подколеница и стопало. Сега за полесно изучување на дланката и стопалото да направиме споредба, да видиме дали има разлика во бројот на коските. Значи, во дланката рековме дека карпални коски се 8, додека во стопалото имаме 7 така наречени тазални коски, со тоа што едната е поизразена и се вика петачна коска. Понатаму,
Втората група се така наречени метакарпални, тоа се овие 5 коски, а кај стопалото се наречени метатарзални коски. И коски на прстите се вкупно 14, значи 4 прсти по 3 ковчиња, само палецот има 2 ковчиња. Значи 4 по 3 12 и 2 вкупно 14 коски на прстите. Бројот е ист и во дланката и како што гледате во стопалото. Со тоа завршивме со објаснувањето на поделбата на скелетот и сега едно кратко повторување дека скелетот е составен од коски на глава, черепот, коски на труп, коски на горни и долни екстремитети, што истото можете како кратка шема да го изработите и во своите тетради. Сега ќе провериме дали сме разбрали нешто од содржините и да одговориме на прашањата со точно и неточно. Ова го работиме за време на час, но сега само ќе отвориме неколку прашања, останатите ги решавате дома. Кучната коска спаѓа во крлицата? Не, затоа што кучната коска беше од раменскиот дел. Јаболчната коска припаѓа на черепот. Ако се сетиме, точно јаболчната коска е припаѓа на черепот и тоа во лицевиот дел. И понатаму. Наредно ќе добиете едно наставно ливче на кое што ќе имате задача да ги означите коските. На тој начин мислам дека ќе се проверите дали сте ги разбрале коските, со тоа што ќе треба да ги означите. Коските се именувани во табелата, ние сега треба да го запишеме само соодветниот број. Пример, черепот ни е означен со број 1 запишуваме. Долна вилица ни е со број 9. Значи можеме да почнеме прво од оние коски што ги препознаваме најпрво, за да видиме на крајот кои од нив ќе останат. И така продолжуваме до крај да ја пополниме целата шема. За дома исто така можеме едно кратко повторување да направиме еден диаграм на кој што ќе можеме шематски да ги представиме сите коски поделени во 4 групи. На првата страна ќе направиме поделба на коските, ќе ги упатиме черепот и коските на трупот, како што гледате понатаму треба сами да ги именувате кои коски влегуваат во градниот кош, кој е вртатот, а кој во черепот. Додека вториот грозд или втората шема се однесува на коските на горни и долни екстремитети и тука воедно во групи исто така ќе имате задача да ги броите кои коски се во раменскиот појас, кои коски припаѓаат на рацете, кои коски припаѓаат во карличниот појас од што е составен и кои коски припаѓаат на нозете. Благодарам на вниманието. Часот го реализираше Павлина Карова од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи Велес.